Христос воскресе, навистина воскресе. 21 април 2014 година, почитувани гледачи, ова е термин за вестите на КТВ телевизија. Христијаните го празнуваат вториот ден од великденските празници. Православните верници денеска слават втор ден Великден, Христовото воскресение, најголемиот христијански празник, ден кога Исус Христос ја докажал својата божествена моќ и воскреснал од мртвите. Воскресението Христово беше објавено во сите храмови на Македонската православна црква, а вчера и денеска се одржуваат воскресенски литургии. Овој празник е спој на верата и традицијата негувана од памтивек, а почнува на Велики четврток уште пред изгреј сонце, кога домакинките ги бојадисуваат првите црвени великденски јајца. Оваа црковна традиција потекнува од првиот век по Христа, односно тоа се практикувало уште во времето на светите апостоли, Христови ученици и нивните наследници. За тоа ни сведочи светото предание. Великденското јајце е старо колку и христијанството, и црквата го прифатила во својата традиција и практика како символ на Христовото воскресение. Првите христијани и современици на апостолите почнале да бојадисуваат јајца и да ги подаруваат на Великден, поздравувајќи се со радосниот поздрав Христос воскресе, на тоа отпоздравувале вистина воскресе. Така поздравувајќи се првиот ја соопштува веста за Христовото воскресение, додека вториот ја потврдува, а всушност и двајцата ја исповедуваат својата вера во воскресението. Ова практика и до ден денес е запазена во светото послание, па верниците со овој поздрав се поздравуваат се до вознесението Христово Спасовден. Христос со своето славно воскресение покажа дека смртта е немоќна, победен е најголемиот човеков непријател, затоа овој ден е ден на радоста. Великден е празник над празниците и прослава над прославите. Сознанието за овој настан не ги гали и облагородува само срцата на верните. Ова света радост денес се разлева насекаде и ги зафаќа сите битија, ја опфаќа целата природа, ги исполнува небото и земјата. Рече меѓу другото во великденското послание митрополитот на Повардарската епархија, господин Агат Ангел. Возлюбени наши духовни чеда, македонскиот православен народ денеска зачекори во време исполнето со надумна божествена и воскресенска радост. Нашата вера и надеж во овоземниот живот е заснована токму на Христовото воскресение. Онака, како што тој пострада, беше погребен и воскресна, така и сите починати ќе воскреснат за вечноста. За нас, христијаните, воскресението од мртвите е вечната светлина, непобедлива сила Христова. Воскресението е нашата смисла, нашиот живот. Христос со своето славно воскресение покажа дека смртта е немоќна. Победен е најголемиот човеков непријател. Затоа овој ден е ден на радоста. Великден е празник над празниците и прослава над прославите. Сознанието за овој настан не ги гали и облагородува само срцата на верните. Оваа света радост денес се разлева насекаде и ги зафаќа сите битија, ја опфаќа целата природа, ги исполнува небото и земјата. Трпезата на благодата за сите е поставена. Со вера и безстрав да пристапиме и да вкусиме од овие рајски плодови. Воскреснатиот домаќин е благ и милостив и сите не повикува да учествуваме во неговото паскално радување. Драги браќа македонци, Христовото воскресение е гаранција за нашето лично воскресение. Бог нема да дозволи праведникот да види распаѓање. Како што пченичното зрно фрлено во земја умира за да воскресне и да се развие во билка и да донесе повеќе род, така и човечкото тело ќе биде погребано за да воскресне тело духовно и вечно. Оти по воскресението Христово распадливото се облекува во нераспадливо, а смртното во бесмртно. Смртта ја затопи осилката, а пеколот ја губи победата. Драги браќа и сестри, во учењето Христово, во неговите величенствени и бесмртни начела, во неговото долготрпеливо страдање и во неговото светло воскресение се наоѓа силата која ќе го победи злото во овој свет. Во Христа се наоѓа благодатниот извор на човековата среќа и задоволство. Победени се пеколот, смртта, злобата, зависта, лукавството и неправдата.
Величествен е денешниот ден за луѓето. Ова е ден на воскресението на Спасителот, ден на неговиот божествен и творечки дух, кој создава проповедници за вистината и слободата, кој им влева моќ и ги вдакнува борците за правда и вистина. Воскресението Христово е силата која и денес препородува, моќно и благотворно допира до душите и срцата човечки, а во целата природа предизвикува триумфална радост и веселие. Да се придружиме и ние на Небесната црква, на ликувањето на ангелите и на убавата Божја природа, да ги отвориме своите срца и души за нови благодатни сили, зашто овој ден го создаде Господ да се радуваме и да се веселиме во него. Како што пријатниот мирис во полето е сведок за близината на убавото цвеќе, така нека замирисе и нашиот живот со нашите добри дела, секоја наша постапка нека биде постојана проповед дека Христос воскрес од мртвите, па да речат оние кои уште не го познале, еве го Господа, он живе во срцата и душите на оние кои го носат неговото име. Христос воскресе, навистина воскресе. Христос воскресе, навистина воскресе. Христос воскресе, навистина воскресе. Честит празник, драги мои. Информираме и за активностите на политичките партии кои што се активно вклучени во предизборната кампања за предвремените парламентарни избори и вториот круг од претседателските избори. Носителот на листата во четвртата изборна единица на Гром Панчо Минов денеска на пресконференција презентираше дел од економските мерки кои се содржани во нивната програма, а се однесуваат на вработување и самовработување. Воедно Минов упати честитки до сите христијани по повод великденските празници. Како граѓанска опција за Македонија имаме во нашата програмска определба најдобри, најквалитетни решенија за вработувањето, кои што се состојат во тоа да државата издвојува повеќе средства за создавање услови за вработување преку намалување на даноците на фирмите и преку поевтинување на работната сила како можност за вработување, како и од собраните средства, наместо во непродуктивни намени, да ги наменува во субвенционирање на вработувањето или пак субвенционирање во висината на плати. Поедноставно кажано, народски, тоа значи на секоја фирма, мала или средна, да им се дават субвенции кога тие го зголемуваат обемот на производство, кога воведуваат нови смени и нови производи на пазарот, а со тоа и создаваат реални услови за нови вработувања. Во исто време, сегашните мерки кои што се во ослободување на даноците и придонесите по однос на вработувањето на млади до 29 години, моје застапување како ваш пратеник и со ваша доверба во парламентот ќе биде да тоа ослободување од даноци важи за наместо сегашните една година на 2 до 3 години, бидејќи нема правилна намена на средствата од државната каса, ако тие се наменат во решавањето на најбитното, а најбитното за секој граѓанин е вработувањето собствено или на член на неговата фамилија. Исто време, сакам да го потенцирам и нашите мерки кои што значат субвенционирање на делот на донации кои што се наменети за самовработување, посебно во земјоделието, и сегашните 3000 евра, кои што сега позицијата ги зголемува на 4000 евра, мислам дека има простор да уште повеќе се зголемат за секој оној кој што има бизнис план и кој што има решение да се самовработе собствено или да оснива и функционира семеен бизнис.
Сакам да истакнам и мерката која што сега е помалку користена, а тоа е доделување на плати на работодавачите до 6 месеци, кои што би го регулирале и социјалното осигурување на невработените лица, каде што имаше многу злоупотреби, дека таквата мерка треба прво временски да се зголеме најмалку за 12 месеци наместо 6, а и со средствата за плати со социјално осигурување на невработените лица да располагаат самите невработени лица. Она што гром го разликува од другите противнички субјекти на овие парламентарни избори, тоа се нашата целосна определба на застапување на граѓаните во конкретниот случај за вистинско решавање на невработеноста, со тоа што ние застапуваме и една нова мерка која што се однесува на субвенционирање на висината на платите. Сегашната политика на отварање на странски фирми, во кои што еден од причините на доваѓање на таквите странски фирми во Македонија да е ниската плата, ние застапуваме да таа ниска плата со закон се регулира да биде најмалку до гарантирана плата од 250 евра за секое новородено дете. Жените добиваат по запишување по 3 години на пензиски стаж, која што како мерка, ако во западноевропските земји, како што е Германија, се применува заради стимулирање на наталитетот и на регулирање на стажот на жените, би било многу паметно да ја и ние спроведиме, која што кореспондира и со една мерка која што е и став на гром, да се намале пензискиот стаж, да на 59 години за мажи или 57 години за жени доброволно може да се оде во пензионирање, со што би се нормално создале и услови за нови вработувања. Во оваа насока и една нова мерка која што во својство на пратеник со мандат со доверба од граѓаните би ја спровел, а тоа е во однос на решавањето на сега големиот проблем на иселувањето. Секоја нова брачна млада заедница која што е сега иселена би се повратила на новородено дете во Република Македонија, би имала загарантирано вработување и субвенционирање на висината на плата до 30%. Тоа го прават многу држави кои што го имат овој проблем на иселување како што го има Македонија, и мислам дека ако сакаме да го решиме иселувањето и ако сакаме да го навистина стимулираме вработувањето, ова е многу една рационална мерка за примена. Степенот на сиромаштие во земјава е на највисоко ниво. Не споредуваат со африканските земји, рече меѓу другото на денешната пресконференција Глигор Шемов, председател на Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија и кандидат за пратеник, и на сите христијани им ги честита великденските празници. Во изминатите денови буквално сте сардисани со рекламите на ДПМН, од кои се прикажува како во државата од сегде тече мед и млеко. Од толку многу убавини, човек останува без збор. Но за жал, вистинската реалност е сурова. Денес во Македонија се соочуваме со масовно осиромашување на народот. Степенот на сиромаштија е меѓу највисоките во светот. Не реагираат на ниво со африканските земји. Просечната плата е најниска во регионот. Дури и во споредба со Косово и со Албанија. А трошоците на живот се на европско ниво. Денес луѓето во Македонија се борат за гола екзистенција. Се соочуваме со масовно иселување на младите луѓе во европските земји и во Америка. Според Светска банка, последните неколку години од Македонија се иселени околу 450.000 луѓе. Кавадарци никогаш до сега не важел за иселенички град или печалбарски град. За жал, денес имаме огромен број на луѓе од кавадарци кои се иселени во Америка, во Англија и во Европската унија. Тие луѓе тргнале во потрага по обезбедување на екзистенција и на подобар живот.
Слушаме денови од рекламите на ДПМН како тие ќе ги враќаат кредитите и минусите на кредитните картички, на невработените и на социјалните случаи. Каква глупост! Па зарем овие до толку забегаа, па мислат дека народот е толку глупав да поверува во тоа. Кој невработен или социјален случај успеал да добие кредит од банка или кредитни картички од банка? Размислите сами дали ќе им верувате на лагите на ДПМН или едноставно запрашајте се самите себе дали живеете подобро од она што беше пред 10 години. Ние од ВМРО Народна партија сакаме да ја подсетиме на неколку работи. Голем број на луѓето со кои среќаваме ни кажуваат дека во времето на Љупчо Георгиевски како премиер, односно од 1998 до 2002 година, се живееше најслободно и најубаво. Немаше никакво заплашување или казнување, за разлика од денес, кога луѓето се исплашени да го кажат своето мислење. Кога се плашат за работното место или за својата екзистенција. Македонскиот граѓанин мора да ја врати демократијата и слободата во својата држава. ВМРО Народна партија ви гарантира дека може за брзо време да го направи тоа. Затоа ќе ги укинеме, тоест намалиме сите казни за 70%, со што ќе ги ослободиме граѓаните од стравот во кој живеат. Со враќањето на слободата и демократијата во Македонија, сите наши проблеми, економски, мултиетнички или надворешно политички, ќе ги решаваме брзо и ефикасно. Тоа што не сме влезени во НАТО и Европската Унија е директна одговорност на оваа влада. Денес, патриот во Македонија е оној кој ќе ја внесе Македонија во Европската Унија и во НАТО, оној кој ќе ја врати демократијата и слободата во Македонија, оној кој ќе обезбеди социјална и економска благосостојба за македонските граѓани. Патриот е оној кој ќе го спречи иселувањето на македонците од Македонија. Во периодот од 1998 до 2002 покажавме дека македонската економија може да функционира и без големи задолжувања. На македонските граѓани им го дадовме највисокиот животен стандард, а на македонските бизниси најдобрата бизнис клима. Тука сакам да ги подсетам и моите поранешни соработници од Дик Страшо Пинџур. Бевме повеќе од 200 вработени во комбинатот со кој раководев јас Григор Шемов. Ги исплатив за останатите плати за неколку месеци, се земаа солидни плати со кои можеше да се живее пристојно. Почитувани, ако ни дадете доверба, повторно, за кратко време можеме да ја издигнеме Македонија. Нема такви економски реформи, какви што Македонија може да ги добие со влез во НАТО и во Европската Унија. ВМРО Народна партија ви нуди економска програма со која што наместо економските мечти да ги сонувате во други држави, економската реалност да ја направиме овде и сега. Кога ќе се спомне ВМРО, на ВМРО-вците, прво нешто што им паѓа на памет е Љупчо Георгиевски. Колку и да се трудат младотурците да го сменат тоа, само постигнуваат обратен ефект. Уште повеќе, со тоталното маргинализирање на ВМРО-вците во ДПМН, само ги тераат да се сетат на убавите времиња кога беа горди на својата партија и лидерот Љупчо Георгиевски. Тоа чувство на гордост не може да им го земе никој, а најмалку оние кои беа на спортивната страна, а сега се во првите редови на ДПМН. Затоа, браќа и сестри ВМРО-вци, дајте ја својата поддршка на Љупчо Георгиевски. Почитувани граѓани, излезете масовно на 27 април и гласајте за реден број 10. Гласајте за Европа сега, гласајте за слобода и демократија. На првиот ден од големиот христијански празник Великден, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Кавадарци спроведе акција на градскиот плоштад за делење на великденски јајца, со што им го честита празникот на сите граѓани кои во тој момент се затекнаа во центарот на градот. Во акцијата беше вклучена и кандидатката за пратеник на ВМРО ДПМН од Кавадарци, доктор Весна Пемова. Денес, како и секоја година, традиционално Унијата на млади сили дели великденски јајца да го одбележиме еден од најголемите христијански празници и да им го честитаме на граѓаните од христијанска вероисповед, денот на Христовото воскресение. Значи, Унијата на млади сили, како и секоја година, и оваа година на градскиот плоштад на случајни минувачи и на сите граѓани кои што ќе се затекнат овде, му поделува по едно великденско јајце, се со цел да му посакаме
желба, односно искрени честитки за добро здравје, мир, спокојство и добровит. Заедно со Унијата на млади сили од нашата општина, денеска еве се вклучив и јас во нивната акција на делење на јајца. Акција која што Унијата на млади сили традиционално веќе неколку години назад ја спроведува и со желба да им посака на нашите граѓани на овој голем христијански празник многу здравје, многу среќа, беричет. Се надевам дека и понатаму оваа наша млада сила ќе продолжи со ова нивна акција. И на крајот би сакала еве на сите наши граѓани да им го честитам овој голем празник. Христос воскресе, навистина воскресе. Локалниот клуб на млади на СДСМ заедно со кандидатот за пратеник од Кавадарци Бетијане Китев вчера на штанд на градскиот плоштад делеа промотивни предизборни материјали. Како што рече Китев, уште еднаш да го представат нивниот кандидат за председател Стево Пендаровски, а и да им ја понудат на граѓаните програмата која нудела проекти за подобро. Денес заедно со локалниот клуб на социјалдемократската младина сакаме да дополнително да го искористиме периодот на предизборна кампања и да успееме да допреме до секој наш граѓанин, до сите наши кавадарчани, да го промовираме дополнително и председателскиот кандидат Стево Пендаровски, но и да ја промовираме нашата програма, програмата која што нуди сигурна иднина, сигурен просперитет за Република Македонија, програмата која што ќе донесе сигурно и развој на сите етнички заедници во Република Македонија и токму затоа на денешниот ден во исто време им го честитаме и на сите наши сограѓани големиот христијански празник Христовото воскресение. Меѓутоа, во таа корелација на односи сакаме да воспоставиме една дополнителна комуникација со граѓаните, каде што ќе дадеме шанса и за дополнително промовирање на нашата предизборна програма. Мислиме дека овој период на предизборна кампања полека влева во завршна фаза. Наша задача како Социјалдемократски сојуз и како здружена опозиција е да овозможиме нашата програма, нашите предизборни ветувања да допрат до секој наш сограѓанин, без разлика на партиска, етничка, верска припадност. Единствената цел на крајот на сите ни е една: Кавадарци да биде поуспешно место за живење, во Кавадарци да останат младите, да не ни бегаат и се разбира да тргнат работите на подобро. Крајната, конечната цел и на СДСМ, но и на Здружената коалиција е токму тоа. Токму затоа со представниците на локалниот клуб на социјалдемократската младина се обидуваме преку флаери, преку пропаганден материјал да доприме до сите наши сограѓани кои што се желни за промени на 27. Токму затоа ги повикувам граѓаните на 27 април масовно да испаднат на гласачките места, да го заокружат Стево Пендаровски и да дадат поддршка за носителот на листа на партеници Харило Квенец, подреден број 1. Тоа гарантира стабилност, тоа гарантира сигурна иднина, тоа гарантира просперитет и развој за Кавадарци. Се известуваат граѓаните на општина Кавадарци дека утре и во среда со почеток од 12 до 16 часот во просториите на општината ќе се одржи отворен ден за граѓаните, каде ќе имаат можност да дискутираат за прашања и проблеми поврзани со приватизацијата, откупот и продажбата на градежно земјиште, легализација на дивоградби и проблеми од областа на катастарот. На средбата ќе присуствуваат представници од Министерството за транспорт и врски, Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи, Агенцијата за катастар на недвижности и представници на општина Кавадарци. Се уште нема утврдено рок кога ќе се отвори новата црква во Велес. Се уште трае изработката на живописот. Владиката Агата Ангел смета дека е најдобро комплетно да завршат работите, па дури потоа храмот да ги отвори вратите. Црквата Свети Кирил и Методиј се наоѓа кај Младинскиот парк во Велес, а градена е во византиски стил. Надеж Шиманов со стојбата на лице место покажува дека годинава црквата Свети Кирил и Методиј во Велес најверојатно нема да се отвори. Храмот е со големи димензии, па фреско живописувањето оди полека. Владиката Агата Ангел не губи надеж. Вели дека можеби сликарската тајфа ќе заврши со работата. При последниот увид работите биле при крај.
Временските услови и лошото време засега им се најголем противник. Се работи уште на најце. Јас мислам тешко дека ќе биде оваа година. Но се надеваме, зависи од луѓето што работат. Митрополитот Повардарски вели дека останува на ставот дека црквата не треба да се отвори се додека комплетно не биде завршена. Ако во неа отпочнат литургии и богослужби, многу потешко ќе се заврши до крај, вели Агат Ангел. Ќе се заврши. При крај сме. Мислам дека при крај сме и подобро да почекаме уште месец-два него да земеме да отвориме после скелиња да ставаме. Ќе почнат венчаки, ќе почнат народот си доаѓа и ќе не може да работат луѓето. Црквата Свети Кирил и Методи е дело на архитектот Тодор Паскали од Охрид. Таа е во византијски стил, еднокорабна со кршен камен и камбанарија која е надвор од објектот. Иконостасот во Велешката црква има димензии од 10 метри во висина од 5 метри и ширина. Направен е од парено ореово дрво, а го изработи копаничарот Љубомир Бисин. На крајот од вестите и прогноза за времето. Утре сончево со мала до умерена облачност и со слаб југоисточен ветер. Температурата до 23 степен. Толку во ова издание на вестите, имајте пријатни мигови со нашата програма.